Македонија во изминатите години направи сериозен исчекор во трансплантацијата. Од бубрек преку срце и црн дроб до најновите трансплантации на рожница со современи техники што за прв пат се применуваат кај нас. Но и покрај овие медицински успеси, листите на чекање остануваат долги, а најголемиот предизвик, велат надлежните, не е од медицински карактер, односно знаењето на лекарите, туку ниската стапка на согласност за донирање органи. Добре дојавте во ново издание на Да си кажеме. Денеска со националната координаторка за трансплантација, со пациент со трансплантиран бубрек и со активистка која се бори за подигање на свеста за важноста од донирање на органи. Им велам добре дојде во студиото на професор доктор Билјана Кузмановска и на Кирил Јанчовски, а онлайн во емисијата ќе ја вклучиме Ирена Ралева Најдевска, поддржувач на Сдруженијето Храбро срце. Ирена, поздрав од студиото на Телма во Скопје. Добро, ја немаме Ирена се уште на линија. Ке разговараме, како што реков, за трансплантацијата, меѓутоа во фокусот ќе биде едно друго прашање, не од медицински карактер, бидејќи до сега покажавме веројатно како медицина, како здравствен систем, дека имаме капацитет за да спроведеме сложени, долги, компликувани операции. Вистинското прашање е дали како општество имаме доволно зрело за донирање на органи, и тука ќе биде фокусот. На почетокот би сакал, професорке, од вас да чујам накус опис кога станува збор за трансплантацијата, каде сме? Дали сме во фаза на сериозен напредок или во фаза кога системот покажува знаци на стагнација? Прво да ви се заблагодарам што пројавивте интерес за оваа тема. Многу е важна улогата на медиумите во токму во подигање на свеста за орган донорството. Како би го оценила системот? Системот го оценувам дека е во фаза на развој. Зошто? Заради тоа што она што зависи од системот, значи екипирани, едуцирани медицински екипи, до едукација на медицински екипи, болнички координатори, воспоставување на меѓународни соработки, едукација, сето тоа функција е детектирање на донори, што е многу важно, значи обучени доктори во интензивна нега да детектираат донори, обучени координатори да детектираат донори. Се она што зависи од системско решение е веќе етаблирано во тек на годините. Каде се проблемите? Проблемите, најголеми проблеми со кои што се соочуваме е единствената варијабла на која што ние како здравствени работници немаме влијание, а тоа е добивање на согласност за дарување на органи. И таа битка кому ја препуштивте? Дали на активистите како Ирена или на пациентите кои храбро и отворено зборуваат за тоа ништо поминале пред и по трансплантацијата? Таа битка е заедничка. Значи на нас, докторите, координаторите и на пациентите и на медиумите, би кажала, заради тоа што многу е важно да се зборува за трансплантација. Таа битка се води секојдневно од поединачни разговори, тет-а-тет со општата популација, со луѓе, потоа преку трибини, преку контенти, видео содржини. Министерството за здравство, која следите нивната страница во последно време, многу активно и многу зборува од областа на трансплантација. Присуствува медиумите, како на доктори, така и на авторитети од пошироката област во општеството, и ги поттикнувам пациентите кои што се веќе трансплантирани, ние не смееме да ги откриеме, да истапат со своите позитивни приказни и да покажат дека тој систем функционира. Еве еден од тие луѓе, храбри луѓе, е Кирил Јанчовски, кој реши сам да истапи и да каже јавно и да зборува за тоа дека е човек кој живее со трансплантиран бубрек од починат донор. Да. Нешто што порано беше реткост на вистина. Што значеше за вас трансплантацијата? Дали значеше само обична операција или во буквална смисла втора шанса за живот? Тоа беше и од двете по малку, да кажеме. Во моментот кога дознав за трансплантацијата, јас веќе бев една година на диализа. Тогаш ми беше сосема различно секојдневието, за разлика според бено со пост период трансплантацијата. Претходно, значи, додека пациентот е на диализа, се оди 3 пати неделно. Тоа трае процесот, например, понеделник, среда и петок по 4,5 часа, каде што практично пациентот е врзан за апаратот. Нема можност за многу раздвижување, нема можност за одмори. Се знае, тој е терминот, нема прескокнување на термин.
бидејќи целта на машината додека се оди на диализа е да работи 4,5 часа и да ги замени бубрезите што не работат 48 часа. Што значи тоа е голем напор за организмот и тие 4,5 часа се, како да кажам, истоштувачки, и психички и физички. По завршувањето на една диализа потребен е одмор. И сега тоа се случува и понеделник, и среда, и петок, и животот е насочен кон диализата. И како функциониравте професионално, семејно? Професионално во тој момент одев 4 часа на работа, бидејќи толку дозволуваше диализата во тој момент. Секој организам различно ја прифаќа диализата, но по трансплантацијата, може да кажам, за многу кратко време се вратив на 8 часовна работа. Се смени квалитетот на живот. Сега имам терапија која што единствено треба да ја земам на време и можам да си го планирам животот како што ми одговара. Комплетно сте функционален, да, како здрав човек. Функционален, како здрав човек, комплетна промена на животот. Збораме, јас сум веќе 7,5 години трансплантиран и просто само пациент што е на диализа знае која е разликата што е трансплантиран по враќањето во нормалниот живот, во квалитетот на животот, сакам да кажам. И веројатно, имајќи го предвид ова што го кажувате сега, веројатно поради тоа решивте да отворено зборувате за ова, за да ја зголемите свеста за донирање на органи, бидејќи се сменил буквално начинот на живот, односно во вистинска смисла трансплантацијата за вас значела втора шанса за живот. Да, ова е втора шанса за живот, бидејќи секој одење на диализа не се знае како ќе заврши. И диализата многу го оптеретува организмот и е многу пократок животот на пациентите на диализа споредбено на трансплантираните пациенти. Мојата цел на појавување на медиумите е да се зголеми свеста кај народот да донира органи. Бидејќи со таква одлука се овозможува не само бубрезите бидат трансплантирани, се трансплантираат и други органи и многу човечки судбини ќе бидат променети на подобро. Добро. Доколку се сложат нивниот близок да дадат дозвола да биде донор. Еве, Кирил зборува за своето лично искуство, за предизвиците со кои се соочувал пред да му биде трансплантиран бубрек. Професорката кажа како тоа изгледа од медицински, односно од институционален аспект. Сега, ако имаме на линија, да, имаме Ирена Ралева, најдеска поздрав од нас од студиото на Телма. Веројатно го слушавте воведот. Кажа професорката дека немаме предизвик од медицински карактер, бидејќи имаме обучени тимови што знаат да изведат сложена операција и да направат трансплантација. Се соочуваме со предизвици од друг карактер, односно од веројатно мала согласност за донирање на органи. Вие се борите како активист за тоа, не како ваш личен впечаток, како што тоа го зборува Кирил. Каков е вашиот впечаток? Зошто е ниска свеста за донирање органи во Македонија? Дали е ниска? Впрочем, односно, на што се должи таа мала согласност за донирање на... Што ви велат луѓето кога зборувате на оваа тема? Добро утро и од мене. Дали ме слушате? Повелете. Да. Јас сум Ирена Ралева Најдевска, сопруга на пациент кој што 7 години живее со вештачко срце со помош на бивентрикуларна асист девајс или механичка потпора, а 5 години чека на националната листа за трансплантација. Токму поради таа причина почнавме со организација на вакви трибини, каде што досега се одржани 3 успешни трибини, со благодарение на сите што се вклучија, одговорија на мојот повик и присуствуваат на сите трибини со цел заеднички да ја подигнеме свеста за органодарителство. Ме прашавте дали какви коментари добиваме. Свеста за органодарителство во Македонија се уште не е на посакуваното ниво. Нешто од неинформираност, нешто од недоволно упатеност и така натаму. Но можам да кажам дека како поминуваат трибините, интересот е поголем и поголем. Многу луѓе ни пристапуваат и не прашуваат како да станеме донори, кога ќе биде следната трибина, каде да се пријавиме. Моментално нема претходно каде да се пријавиме, но целта е
јасно и гласно да зборуваме на оваа тема и да допреме до пошироката јавност, до обичните граѓани, затоа што од еден кадаверичен донор може да се спаса до 8 човечки животи. Таков пациент и мојот сопруг кој што постојано го чека повикот дека е најден донор соодветен за неговиот живот да биде спасен и продолжен. Кои се најчестите митови, заблуди, предрасуди со кои се соочувате кога со луѓето разговарате на тема органодарителство? Многу добро прашање и благодарам за истото. Читајќи ги коментарите под секоја објава од неупатени луѓе или луѓе кои што, ајде да не се изразам погрешно, се недоволно информирани, пишуваат, па тоа е спротивно на верата, па тоа не треба да биде со сила, не сакам да донирам, ако се потпишам да бидам донор, ќе завршам прерано. Значи, такви митови се јасно представени и ние сите заеднички со сплотени сили се бориме да ги одгатнеме, да речам, тие непознаници. Токму затоа и на овие трибини доаѓаат представници од верските заедници, од МПЦ, од ИВЗ и од Католичката црква, каде што тие лидери верски го цитират, не, го кажуваат ставот на верата и доаѓаме до заклучок дека практично ниту една вера не е против органодарителство, не забранува посмртно донорство. Во врска со неинформираноста, не дај Боже некому да му се случи да чека на националната листа, затоа што е конкретно и во нашиот случај, буквално преку ноќ се најдовме на таа листа од права здрава личност на 23 годишна возраст. Добивме информација дека има тотално проширено срце, немавме представа од што се случи по известно време, нели кога помина имплантацијата на тие помагала, дознавме дека практично станува збор за последица од вирус. Така што, да поентирам, не треба ниту да се светиме, ниту да се смејуваме, ниту да се ситиме, туку треба, додека сме здрави и живи, да размислиме и да се ставиме во ситуацијата во која што моментално се наоѓам јас, а и многу други семејства, така што никогаш не смееме да речеме дека нас нема да ни се случи такво нешто. Напротив, треба заеднички да работиме и да ги отвораме овие табу теми, а не бидат табу теми за цел да биде подобро и за идните поколенија. Да, Ирена, останете, ако ви дозволува времето таква можност, со нас во продолжение со емисијата, повторно ќе ве вклучиме со други дилеми и прашања. Професорке, ако се осврнеме на процесот на трансплантација во Македонија, порано стануваше збор генерално за трансплантација од жив донор и најчесто се трансплантираа бубрези. Кус вовед само ќе дадам како провокација за следното прашање. Во 2015-та да беа направени некои законски рамки и значителен институционален исчекор, но кога станува збор за вистински голем напредок на трансплантацијата, веројатно 2020-та, паметиме сите, период на пандемија беше, а тогаш беше направена една голема успешна операција и првата трансплантација на срце во Македонија. Сега стасавме и до компликувани и сложени трансплантации на рожници. Во меѓувреме се трансплантирани повеќе срца, повеќе црни дробови. Што е тоа што немавме тогаш, сега имаме, од смисла на организацијски карактер, знаење, медицински напредок генерално. Колку напреднавме во овој период? Ако даваме историски осврт, трансплантација на бубрези од жив донор во Македонија се извршува од 1977 година. Во 80-тите години имало неколку кадаверични трансплантации на бубрези само, меѓутоа немаме точна бројка, до сега не се документирани добро, не се зачувани тие бројки, нели, за да во 80-тите години тоа се неколку изолирани случаи и повторно веќе во 2014 година се започнува со системски заживување на кадаверичната трансплантација. Во меѓувреме постојано системот прогредира, значи направени се екипи кои што се спремни да трансплантираат срце, како што кажавте 2022 ги започнавме првите трансплантации на црн дроб, што е многу сложена трансплантација, морам да напоменам.
Минатата година 2025 ги започнавме трансплантациите на рожници. Тука направивме меѓународна колаборација со Соединетите Американски држави, конкретно Универзитетот Дюк, кој што во ноември дојдоа, каде што ги започнавме првите 9 рожници ги трансплантиравме и во март, сега пред една недела практично, си отиде тимот, тие несебично поделија својата експертиза. Трансплантацијата на рожници повторно заживеа, ќе кажам, во Македонија, заради тоа што пред 3-4 децении се работело, меѓутоа сега се работи со покрај класичната метода. Експертите ни донесоа и 2 нови методи, кои што ретко се работат и во регионов и во други земји. Така да веќе имаме 25 трансплантирани пациенти со корнеи. Системот се развива, живее и сега она што е најспориот дел со што се сретнувале сите земји, дури тие кои што сега имаат најголем број кадаверични донори, е подигнување на јавната свест. Добри, повторно доаѓаме до проблемот. Од медицински карактер немаме посериозни предизвици, бидејќи имаме знаење, имаме тимови обучени, кои можат и знаат да тераат компликувани долги операции. Проблемот е недостигот на согласност за органодарителство. Колку пациенти има на листа на чекање и каков орган најмногу се чека? За каков орган се чека? За бубрек најмногу се чека. Најдолга е листата на бубрек, таа е околу 160 пациенти, потоа е листата за срце, 30-тина, листата за црн дроб се 15 пациенти, листата за рожници, која што ја отворивме минатата година, остана уште 23, затоа што 25 веќе трансплантиравме, а инаку во Македонија се трансплантираат и коски и лигаменти, кои што се исто така од починат дарител, се чуваат во банката на ткива на клиниката за ортопедија, и тоа исто така се смета за кадаверична трансплантација, но тие не се на листа на чекање, тие се по принцип како ќе дојдат според индикација, така пријавуваат докторите од ортопедија и траума до националниот координатор и така се извршуваат трансплантациите. И кога станува збор за долгата листа на чекање, најголем ете на листата за бубрези, кој е моментот што е најтежок и најобесхрабрувачки за вас како медицински тим, веројатно кога пристапувате на семејствата кои треба да одлучат дали ќе донираат орган на нивни близок? Најдолг момент е фактички цел процес на кадаверична трансплантација трае неколку дена. Од препознавање на донорот, обработка на донорот, докажување на мозочна смрт. Сето тоа, морам да нагласам, е законски и медицински најстрого регулиран медицински процес кој што постои секаде. Потоа се пристапува на разговор на семејството, се подигнува готовноста на екипите во случај да добиеме согласност, веднаш потоа се собираме. Меѓутоа, најобесхрабрувачки е кога ќе добиеме негативен одговор, односно одбивање. Одбивање за донација. Така, и што конкретно се случува во тие разговори со семејствата? И зошто добивате негативен одговор најчесто? Дали отпорот доаѓа од тоа што станува збор за травматични моменти за семејството, бидејќи се и тие во шок и болка, неверување, или можеби станува збор и за недоверба во системот, бидејќи во Македонија генерално сите институции имаат ниска доверба кај граѓаните, дали можеби тука станува збор за недоверба во системот, што ќе се случува, дали е навистина направено се од медицински аспект за да се спаси животот на нивниот близок? Значи, прво би сакала да кажам дека не смееме да ги осудуваме или сатанизираме тие, колку и да е за нас разочарувачки, демотивирачки, за нас докторите што сме спремни да работиме постојано и за викенди, нели доаѓаме и се, толку и за пациентите кои што се на листа на чекање, не смееме да ги осудуваме луѓето кои што не дале согласност. Мислам дека треба повеќе да се работи на информираност. А кој е проблемот? Значи, од религиозна природа не е, затоа што веќе 2012 година сите мајорни религиозни заедници во Македонија се изјаснија дека не
не ја забрануваат, напротив ја поддржуваат трансплантацијата. Да каже Ирена, доаѓаат и најголемите религиски заедници на сите тие трибини и кажуваат дека органодарителството е најголем чин на љубов, хуманост и хуманост и да се спаси еден човечки живот е како да сте го спасиле целото човештво. Од каква природа е тогаш проблемот? Отпорот? Мислам дека е повеќе од културолошка, социолошка и психолошка природа. Човекот, во природата на човекот е да се плаши од тоа што не го познава. Ако не се запознаени семејството, прво со волјата и желбата на починатиот, дали сакал, дали во тек на својот живот изразил желба да донира органи, ако изразил, јасно ја кажал таа желба, тогаш полесно доаѓаме до согласност. Ако никогаш не се зборело за тоа, а смртта и органодонорството обично се табу теми. Луѓето не сакаат да разговараат за непријатни работи, но тоа е дел од животот. Ако претходно се изјаснил пациентот дека би донирал органи после смртта, тогаш се доаѓа полесно до согласност. Меѓутоа, ако никогаш семејството не се сретнало со таа тема, никогаш не разговарале на таа тема, сега замислите, и тие се во состојба на шок. Дознаваат дека нивниот сакан е починат и треба да донесат одлука која што треба да се донесе во релативно краток период. И ако ние им даваме и повеќе часови ако сакаат да размислат, меѓутоа сепак временскиот период е ограничен за нас, за да може да се одржи кадаверот, за да тие органи бидат во оптимална состојба за примателот да прими орган во добра состојба. Значи, и психолошка бариера тука постои, стрес, страв и неинформираност. Спомнавте недоверба во институциите, може би и тоа има нешто. Меѓутоа, јас секогаш велам, трансплантацијата е законски, детално пропишана и медицински многу строго контролирана. А во однос на недоверба на институциите, јас малку сакам да ја парафразирам поетесата Десанка Максимович, која што вели, тука, еве, ќе ве повикам вас, медиумите, да ни помогнете, вели, јавите понекогаш и кога добри работи ќе се случат, кога во некој ќе се разбуди вулкан на добрина. Ова е навистина вулкан на добрина. Кога семејството ќе се реши да дарува органи, добро е и во медиумите да се пласираат позитивни приказни како денеска. Добро е да истапат и пациентите кои што веќе имале бенефит од трансплантација, па можеби ќе се зајакне и довербата во институциите ако луѓето немаат доверба, дека ова е навистина контролиран да му и дадеме неслучаен. можност на Кирил да раскаже како беше моментот кога разбра дека има донор. Не чекавте долго, рековте имавте среќа да не чекате предолго, меѓутоа кога разбравте дека еве добивате шанса за втор живот, каков беше моментот, какво е тоа чувство? Па, јас бев на диализа 1 година. Не очекував да добивам воопшто повик. Како да кажам, во тој момент имаше малце, беше запрена трансплантацијата. Го добив повикот навечер, мислам дека беше после 23 часот. Ми кажаа дека по направените имунолошки споредби има компатибилен бубрек и дали се согласувам да бидам трансплантиран. Ми беше дадено 10 до 15 минути да одлучам. И во тој момент, како да ви кажам, човек не знае што да одлучи. Бидејќи, нели, имаме интернет, све може, пред тоа се е прочитано, знаете дека може да се иде одлично се да заврши фатално. И се размислував, колку може да се размисли човек, 10 минути, 15, добив пак повик од докторот и само кажав доаѓам. Тие се тешки моменти, бидејќи не знаете како ќе заврши целата операција, целиот процес како ќе заврши. За среќа се заврши одлично. Морам да кажам дека одлично беше моето искуство и со докторите на клиника, збориме на државна клиника на урологија. Се беше одлично, се помина добро. Бев 17 дена во болница и од тогаш поминаа 7,5 години. Може да кажам дека сум презадоволен. Комплетно нов живот, втора шанса. Дали на некој начин тоа ви ја врати и вербата во луѓето? Па да. Она што денеска и... најмногу се сомневаме, какви сме како Јас добив шанса за втор живот од луѓе што не ги познавам. И мене тоа беше целта да се појавам вака јавно,
бидејќи повеќето трансплантирани пациенти не сакаат да се појават јавно, бидејќи диализата и сите тие проблеми здравствени додека се дојде до диализа се травматично искуство за сите и како пациент трансплантиран повеќето луѓе сакаат да не зборуваат за лоши работи што им се случувале во минатото, сакаат да продолжат со животот. Меѓутоа јас би сакала вака да се појавам за да апелирам до сите граѓани кои доколку го добијат тој повик за нивни близок што е починат, дали би се сложиле да биде донор на органи, да се согласат. Бидејќи променуваат не само еден живот, променуваат повеќе животи и секој донор, нели, си има фамилија. Кога ќе помножиме по 4 луѓе на секој донор што примил орган, се зголемува бројот на луѓе кои што комплетно им е променет животот. Дали некогаш размислувате за семејството на донорот и чувствувате дека за некого најголемата трагедија се претворила во шанса и спас за вас? Да, како не. Тие ми го возможија овој втор живот, како што кажав пред малку, и во таков момент некој да се одлучи од негов близок да донира органи е највисок хуман чин што може да се направи, бидејќи ниту јас ги познавам, ниту па они знаат кај кого ќе припаднат органите од починатиот. Така да само можам да се заблагодарам и да посакам да се случуваат повеќе трансплантации и од кадавер, и од жив донор кај нас, со цел и довербата во овој процес да се зголеми и да имаме што е можно повеќе трансплантации и со тоа и друг дел да споменам, државата плаќа за диализа, така. Колку повеќе се направат трансплантации, се заштедуваат пари во буџетот на државата што може да се искористат здравствено за други пациенти. Бидејќи моментално се околу 1600 мислам пациенти на диализа кои што одат 3 пати неделно. Колку се зголеми бројот на трансплантирани, ќе се намали бројот на пациенти на диализа. Добро, Ирена, ако сте се уште со нас, едно прашање за вас. Еве, професорката рече дека треба да се разговара за трансплантацијата, односно за органодарителството многу порано, да не се чекаат тие лоши моменти. Вие рековте дека сте организирали доста успешни трибини, генерално зрееме, веројатно како општество, кога станува збор за процесот на трансплантација, меѓутоа како да дојдеме до оној момент кога луѓето отворено би можеле да зборуваат на оваа тема и да кажат ако некогаш се случи најлошото, сакам јас моите органи да спасат нечiji живот? Многу едноставен одговорот на ова прашање. Ако поправете ме ако грешам, за потребата од донирање крв постојат кампањи од 1960 година. Многу лесно може тоа да се направи само со поагресивна кампања, не со сила да ги убедуваме, значи не треба да биде и до тој начин, меѓутоа треба да има се што е можно поголем број вакви гостувања како денеска со пациентот Кирил, со професорката, со вакви трибини. Тука треба заеднички да делуваме сите како општество, независно дали било тоа поединци, дали се фамилии на луѓе кои што се трансплантирали, сами пациенти, институциите, сите заеднички може да придонесеме за подигнување на оваа свест за донирање органи. Еве, например, за донација на крв, ние немаме проблем кога има апели за да се собира крв. Тргнувам лично од себе. Од 18 годишна возраст донирам крв. И тоа сите тогаш сме почнале, нели, да пробаме, меѓутоа до ден денес даруваме крв. Многу е лесен одговорот. Мислам, сметам дека на долг рок можеме да постигнеме многу само заеднички и сплотено. Без Добро. Да се мешаат, не знам, различни ставови, да се кршат копија, не, во моментов ни треба сплотеност. Затоа што болеста не поштедува ниту по вера, ниту по боја, ниту по пол, ниту по политичка партија. Сите сме во истото и секој еден од нас може да се најде на таа листа да чека, а истовремено може да биде во ситуација да треба да ја донесе одлуката за својот починат близок човек. И секоја чест за семејствата кои што се одлучиле да донираат на тој храбар чекор. Нивните на тој начин е утеха затоа што нивниот близок продолжува да живее спасувајќи 8 цели семејства, како што каже и господинот Кирил. Добро, професорке, што треба да биде национален приоритет во следните неколку години, ако сакаме да кажеме дека Македонија има одржлива трансплантацијска програма, а не само вака поединечни историски моменти?
приоритет треба да бидат кампањите и подигнување на свеста. Значи, на иста линија сте со Ирена тука? Да, јас учествувам редовно на трибините на Ирена, соработуваме во тој смисол. И вчера, пред 2 дена беше трибината во Штип, патуваме низ Македонија. Треба да биде кампања. Фокусот треба да биде кампања. Дури и во најразвиени трансплантациони системи, 2 до 5 години се воделе интензивни кампањи за да се подигне свеста за орган донорството. Кои се тие најразвиени системи и како стоиме ние споредбено со регионот, да речеме? Секоја година постои регистар на починати донори. Секоја година на прво место се Соединетите Американски држави, на второ место е Шпанија, трето, четврто место Словенија, Хрватска, дури потоа доаѓаат западноевропските земји, потоа доаѓаат источноевропските земји. Ние сме тука некаде секогаш заедно со Србија, понапред од Хрватска, понапред од Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија, Косово, така да, како што кажав, структурно системот живее. Меѓутоа, она што е најспоро и сите земји кои што најспоро го постигнувале е подигнување на јавната свест и разбивање на табуата. Како што кажа господја Ирена, се уште постојат табуа во однос на орган донорството. Значи, јас сакам само да кажам дека орган донорството е после смртта и тоа кај одредени пациенти, не кај сите починати. Тука има многу заблуди. После смртта, кај пациенти кои што починале во услови на интензивна нега со мозочна смрт. Значи, не може секој кој што починал да биде орган донор. Меѓутоа, а тоа е реално мал број пациенти, гледано во однос на популацијата, според проценти 2 до 5% од смртните случаи во интензивна нега се од чиста мозочна смрт. Тоа е најчесто од последица на сообраќајни незгоди. Најчесто е последица од траума, која што е последица од сообраќајни незгоди, меѓутоа може да и од крвавење во централниот нервен систем, може да и од исхемија, значи тромбоза на централниот нервен систем, но најчесто се трауматски повреди. Добро, и кога зборуваме за трансплантацијата, уште не ве прашав, бидејќи го објаснивте и ова, дека мора да има специфични услови на смрт и дека само 2 до 5% од сите скупни одбори смртни случаи може да бидат во интензивна нега. Како? Во интензивна нега може да бидат потенцијални донори на органи. Кога станува збор за медицинскиот аспект, само мораме кратко молам да превршуваме. Генерално Македонија има капацитет моментално за трансплантација на срце, црн дроб, рожница, бубрези, коски. Кои други органи, ткива, имаме капацитет, тимови, реално можеме да ги правиме и во догледно време? Освен ова, можеме нешто плюс? И дали светот нешто трансплантира повеќе? Значи, нема орган што не се трансплантира освен мозок. Дури најнова трансплантација со што во медицинскиот свет беше голема иновација е Израел на рбетен мозок. Не знам колку е успешно, ја најавуваат таа, се подготвуваат. Сите органи можат да се трансплантираат. Најнова метода е рожниците. Потоа стремиме да створиме екипи за бели дробови, а инаку во светот се трансплантира. Значи може да се трансплантира и панкреас, и црево, матка дури се трансплантира, јазик се трансплантира, многу органи можат да се трансплантираат, но она што е од витално значење, тоа се овие трансплантации кои што кај нас веќе имаме тимови кои што можат да ги работат. Значи во наредниот период треба да се фокусираме на кампањата и јавната свест. И за крај само една реченица, зошто кога станува збор за оваа тема, мора таа тема да биде жешка секогаш и актуелна, и што би им порачале на гледачите кои не гледаат. Завршуваме. Зошто треба да е актуелна? Заради тоа што свеста за вакви, ова е сепак многу сензитивна тема, свеста за вакви теми многу споро се менува. Тука се, како што кажав, културолошки, социолошки, традиционални сваќања, психолошки момент на стрес. Свеста споро се менува, а ние мораме да покажеме, значи процесот на трансплантација не сме да има и нема дамка, мораме да покажеме дека прво докажувањето на мозочна смрт со законски тестови е пропишано и сето тоа мора да биде спроведено. Се води медицинска документација која што се внесува во мој термин. За секоја трансплантација се известува и Министерството за здравство. Значи, Министерството за здравство заедно со Националниот координатор за трансплантација го координираат и го надгледуваат процесот на трансплантација. Документите според Законот за трансплантација се чуваат со години.
Самиот пациент денеска си кажа дека повикот дошол неочекувано. Значи не може да има нефер распределба на органи. Мора да знае јавноста дека ние имаме цврста адхеренца на законските пропишани норми, на медицинските норми и на етичките норми. И да напоменам дека законот предвидува и кривична одговорност ако има отстапување од тие норми. Значи не може да има тие предрасуди што ги спомна господјата Ирена, дека има нефер распределба на органи или Ги уверувате граѓаните дека сте безкомпромисно, чисто и максимално. Апсолутно, на повеќе нивоа се проверува тоа. Покрај документацијата, донорот оди на судска медицина на обдукција, каде што се потврдува се што е извадено, се што е сработено. Екипите во рок од 24 часа после трансплантацијата даваат детален извештај, сето тоа се прикачува во мој термин, сето тоа се чува и го чуваме и во хартиена форма и се може да се повика и да се провери. Ви благодарам многу за учеството во денешното издание. Да си кажеме, ви посакувам уште многу трансплантирани органи и спасени човечки животи. Ви благодарам што покажавте интерес на темата и се надевам ќе одржуваме оваа тема барем актуелна. Професор доктор Билјана Кузмановска, национална координаторка за трансплантација, Кирил Јанчовски, храбар пациент со трансплантиран бубрек, ви благодарам за учеството, ви благодарам Ирена и вам за вклучувањето и за активизмот со кој се занимавате. Благодарам. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следите. Останете на фреквенцијата на Телма и имајте убав ден.